По приемот на новите министри кај претседателот Иванов пристигнаа првите евроатлантски честитки за новиот премиер Зоран Заев. Изборот на новата влада први го поздравија Брисел и Вашингтон. Во заедничко соопштение, шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини и еврокомесарот за проширување Йоханес Хан порачаа дека е клучно земјава да се врати на европскиот пат, како што посакуваат и заслужуваат граѓаните. Европската унија е подготвена да ја поддржи работата на новата влада, како и на опозицијата, за конструктивно спроведување на сите делови од Пржинскиот договор и на итните реформски приоритети. Могерини и Хан изразија очекување сите парламентарни партии да ги остават разликите настрана и здружено да работат на заедничката реформска агенда. Исто и департаментот му честитеше на Заев за формирањето на парламентарното мнозинство и новата влада, со порака дека САД остануваат партнери на Македонија на патот на евроатлантските интеграции. Како пријател и партнер на Македонија, Соединетите Американски држави ќе соработуваат со новата влада во незината работа кон исполнување на евроатлантските аспирации со имплементирање на итните реформи, засилување на владењето на правото, независноста на судството, слободата на медиумите и одговорноста на владата. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг му се јавил на Заев по телефон за да му го честита изборот на новата влада, при што двајцата се согласиле дека е најважно итно спроведување на реформите и напредок во интеграциите, што е во интерес на сите граѓани. НАТО има интерес земјата да биде стабилна, демократска и напредна, како дел од стабилен регион на Западен Балкан. Како што ќе има напредок, така и НАТО ќе обезбедува поддршка, вклучувајќи и канцеларијата за врски на алијансата во Скопје. Веста за формирањето на новиот владин состав и примопредавањето на должноста на министрите ја пренесоа повеќето светски и регионални медиуми.